Не се ни сумнам дека во новата сезона ќе имаме Лела Рамковска, дама која што јас навистина се фасцинирам, без исклучок на сите оние кои што ни се наши утрински мотиватори, меѓутоа се надевам дека следниот период кога ќе правиме една мала одишка и пауза од ова ребрендирана сезона на утринската на Телма, ќе можам повторно да го посетам нејзиниот дом и да можам да направам некои вакви убави утрински видео приказни. Сега кога сме кај утринската тема, некако главен фокус повторно ќе биде уживањето на некој начин и вибрацијата на седмата уметност. И тоа му велам на Предраг зад камерите дека ни помалку ни повеќе голема беше честа што можеме вака некако синхронизирани овие да бидат гостувања во низа кога се случува навистина доста филмски фестивали, ги најавувавме дел од нив, меѓутоа денес исклучително важно е да го забележите во вашиот календар 21-то издание на Cinedejs или фестивалот на европски филмови, кој што од една птичја перспектива ќе може да се донесе некако оваа вибрација, бидејќи ќе ги сподели и Предраг локациите, овој пат се она каче на средноводно, јадрото од Младинскиот културен центар, кровот на градскиот трговски центар, ако не се лажам, тоа го сподели и веќе да не бегам од темата Наталија Теодосиева, која што во вторникот имавме и го најави всушност заедно со неја, го најавивме всушност на некој начин и Cinedejs, бидејќи заедно со неја и целиот филмски сет кој што работеше на Мими го отвара како една македонска премиера 21-то издание на Cinedejs. Момчето кое што некако е долги години поврзано, некогаш индиректно, меѓутоа секогаш директно инволвиран во процесот на создавање на сите убави музички и филмски моменти, па и генерално културни моменти кои што се со нашата авангардна сцена или Младинскиот културен центар. Добро утро сите велиме за Предраг и ти благодарам за ова утринска убава матине и дружба. Често да го најавиме вака на некој начин и ова убаво уживање на Cinedejs. Добро утро и од мене и пред се фала што ме викнавте тука. Ни беше драго. Дел од Телма. Интересна ти е вистина приказната, би сакал вака и зад камерите тоа што го кажавме да го споделиме дека често споделивме со Предраг дека нели во средношколските денови секој од нас некако ентузијаст така да заработи во тој период нели да си направи една своја сатисфакција, како што реков, делевме во тој период флаери за некои нели брендови така натаму. Предраг било момчето кое што на својата млада возраст лепи плакати за Младинскиот културен центар и јас велам внимавај, универзумот секогаш слуша. И сега после толку велиш приватен сектор, влегуваш во една убава авангардна алтернативна институција. Мене ми е рекол секогаш при срце Младинскиот културен центар, бидејќи секогаш прави дистинкција од цело што може да е. Тој дух на градот дефинитивно. Тоа цело време го зборувам, дојде како цел круг некако. Почнав со рекламирање на фестивали на многу едноставен начин, значи осмо одделение, лепев постери, носев флаери и толку беше тоа едно предобро возбудливо искуство, првите пари во животот. И сега јас сум зборувал на телевизија за најголемите фестивали што ги организирам и не можам да бидам позадоволен. И некои од тие луѓе кои што ги запознат тогаш во тој период се уште се во Младинскиот културен центар? Да, истата постава и целиот тим што сме, мнозинството од тимот имаме почнато како волонтери. Значи Филип, програмскиот директор, Кирил, исто така сите сме почнати пораснати во МКЦ. Некако МКЦ сака да си ги земе децата, да ги порасне и после да работиме за. Би кажал дека МКЦ е во вашата ДНК. Дефинитивно. Во вашата крв. Дефинитивно. Како и да е, сега доаѓаме до момент кога не знам сега дали можам да кажам како еден портпарол на Младинскиот културен центар или како да речам медија активист кој што е во моментот ги најава овие убави да кажеме медиумски кампањи кои што се поврзани со оваа наша убава институција. Повеќе од 50 филмови, тоа некако само кусок го споменав заедно со Наталија Теодосиева, една фантастична актерка, не знам дали си имал прилика да ја запознаеш од блиску. Да, имавме прес во понеделникот и ми беше огромна чест што именно беше така и кажа. Пред да имам прес, вика ќе дојдам кај вас во Телма. Да. Вистина, секогаш ќе уживаме и понатаму, ова јас ќе кажам, ако лани го нели јубилејниот Cinedejs, ова гурна започнувате нова генерација или нова деценија, нова ера на Cinedejs, на европски филм, кој што годинава има едно фино мото, за да кажав од птичја перспектива, од високо подобро се гледа, од денес, па до 17 јули, ако не се лажам, на убава 14. До 14? 14, да. Така, јули ќе имаме прилика да уживаме во филмското платно и тоа ни помалку ни повеќе со европската кинематографија. Да, оваа година пред се Cinedejs до сега се случуваше пред короната на затворени простори. Да, тоа го споминавме со Цеци, веројатно нели короната ги помести само календарски работите. Во кино и ние некако не сакавме, посебно 20-тото издание, не сакаше МКЦ да биде направено ради реда. Затоа решивме да излеземе надвор, да дадеме на нова димензија на гледање на филм. И оваа година, инспирирани од чисто на улица кога ќе поминам, например во Жена парк, ќе видам луѓе како прашуваат дали може да се качиме на кров на ГТЦ, пошто таму живеам. И
решивме дека можеме да го издигнеме уште повисоко. Баш да биде под отворено небо, баш да биде под звездите, баш да биде една атмосфера која што нуди плюс искуство освен филмот. Иако филмот сам по себе е феноменално искуство. Многу романтично искуство е секогаш гледањето филм. Да, но овој пат решивме да дозволиме да отвориме локации во Скопје кои што не се секојаш достапни. И тоа би биле Предраг локации, како што кажав, кровот на градскиот трговски центар, Младинскиот културен центар секако тука. Младински културен центар, паркот позади Младински културен центар. И домот на армијата ќе биде вклучен? Кровот на Арама, да. Одлично. Да. Дара Джамбас, после ќе имаме на Средноводно. Тоа за мене е вистинска возбуда. Одлично. Таму мислам дека ќе биде едно феноменално искуство затоа што баш кога гледаш цела Скопје. Претпоставам дека кај паркинг просторот ќе биде така тука. Ќе биде сега кога почнуваат, како почнуваат, да речеме секојдневно различни или во исто време се случуваат на различни локации? Имаме програма секаде. Денеска почнуваме со отворањето во градски трговски центар. Премиерата на Мими ќе се случува таму, каде што веќе се информиравте нели за тоа. И од утре почнуваме со програма во исто време на повеќе локации. Така да сите може да не следат на социјалните медиуми, на вебсајтот на МКЦ, каде што објавуваме секојдневно што ќе има тој ден, како се случуваат настаните. Дури концертите што се вклучени со последниот филм, значи имаме долгометражен филм, краткометражен филм и заедно со истата карта доаѓа музичката програма. Значи во еден ден добиваме од 7 до 14 краткометражен, долгометражен и музичка ризница на хитови на има уште повеќе настани. Имаме едукативна програма која што некако помага да направи една целина на филмот. Затоа што двата настани се баш вклучени за едниот за костюмографија. Значи имаме живи кукли, односно Bad Girls on Film. Тоа е една многу интересна постава каде Сандра и Драган, кои што се многу долго во модата, решија да земат модели и да постават живи кукли со костюмографија од филмови. Значи, вистинска рекреација на култни филмови. Имаме The Shining, имаме Лолита, имаме филмови кои што на сите ни се познати. Имаше баш кастинг минатата недела на кој што учествував и ги гледав моделите и ентузијазмот. Значи, рекостумирани нешто што ние сме ги доживувале, да речеме, што велиш, некој од костимот веднаш ќе не врати во детството или во некој момент кога сме ги гледале овие филмови. Тоа ќе биде шетачка изложба низ цело МКЦ, каде што моделите ќе бидат облечени во костими и шминка и фризура кои што одмах се препознатливи, дури ги баравме да личат така. И се толку пажливо селектирани што само што ќе видиш точно се знае која сцена е само кој филм. И тоа е многу убаво затоа што ги покануваме гостите да гледаат нешто на платно и наеднаш се шетаат низ сцени во живо, што е феноменално. Секоја чест за идејата и внимателно, еве го Мими, уште еднаш потсетувам, ова е Наталија Теодосиева, главната протагонистка во премиерата која што вечерва го отвара 21-то издание на Cinedez. Го прашав Предраг и ми потврди позитивно дека исто самото тоа што тој го спомена дека во рамки на Cinedez веднаш по прикажување на долгометражен и краткометражен филм ќе имаме нели музички дел, тоа е да кажеме Cine Music, така како една подкатегорија која што му дава особено некако нели цела формулација му прави на Cinedez. Годинева внимателно одбрани претпоставам дека артисти, што можеш вака да ни најавиш, нема многу да навлегуваме во дискографски делови, меѓутоа она што може да го најавиш како имиња кои што ќе настапуваат оваа седмица. Морам да ги издвојам Лалалар, Fun Para Fashion и CV Vision. Тоа се еден коктел на толку различни жанрови, ама се музика која што дефинитивно после седење и гледање на филм е таа што нема да дозволи да седите да слушате. Значи ги одбравме така што знаат да е направата на летна атмосфера, сепак ќе биде на отворено, ќе биде во паркот МКЦ и едните ни доаѓаат од Берлин, едните ни доаѓаат од Италија и третите ни доаѓаат од Истанбул, така да е баш еден микс на се и се што и за секој по нешто. Одлично. Еве гледам и фотографија, ако не се лажам, ова е од самиот прес или ова нешто од високо подобро се гледа. Ни се допаѓа многу мотото годинава. Да, и ние сме некако многу горди на тоа. Одлично. Еве една цела убава екипа која што работеше на пресот, најавувајќи го ова издание. Не би сакал нели сега многу да навлегуваме, следниве неколку минути последни од твоето излегување денеска, Предраг, би сакал да ги искористиме
околу селекцијата на филмови. Да. Што може да погледнеме освен на Мимик, има ли други македонски филмови и што оно што можеби ќе биде интересно, впечатливо, макар што малку е неблагодарно да кажеме, кој филм ли треба да го има своето внимание, бидејќи оние кои што се расположени од утре па натаму нели ќе можат или слободно време да си го искористат за гледање на убав филм. Точно, значи целосната програма може да ја погледат на нашите социјални медиуми, не би сакал да кажам сега, да остане нешто и за публиката, да види сама, но решивме оваа година и да отвориме и да затвориме со македонски филм. Исто така имаме селекција, значи имаме еси, имаме кратки филмови. Хорор, трилер, комедија, се вклучено? Од се по нешто. Од се по нешто. Имаме и комедии многу добри, нешто на кое што сум посебно горд е гала селекцијата, каде што имаме филмови кои што го отворија Кан фестивалот во Берлин. И тоа автоматски Синедез го издига, иако сме признаен европски фестивал, го издига на многу повисоко ниво. Само до тоа што сте побрзани со Канскиот филмски фестивал и Берлинскиот имен. Да. И затоа гала селекцијата оваа година носи многу битни имиња, многу битни наслови. Но имаме и селекција каде што ќе се надпреваруваат, односно каде што се пријавија краткометражни филмови кои што технички ние даваме можност на новите режисери, новите продуценти да добијат свој глас и тоа ќе е одлично за да некако почнат во МКЦ како што сакаме да почнат сите млади уметници во Македонија. Прекрасно, и би сакала те прашам некаде последно, некако куриозитет представа за фестивалот е тоа што го имате, не знам дали во минативе години редовно го имало, не да ми замериш, меѓутоа дали Синема форумот и понатаму продолжува како едно нешто конзистентно поврзано со Синедез, бидејќи знам дека за нели најчесто кино прикажувачите од Балканот секој пат нели дискутираат за некои актуелни теми кои што се поврзани со или предизвици поврзани со филмскиот сет, искуства и знаења кои што нели произлегуваат од нивното долгогодишно работење и може и предизвици кои што се соочуваат, сакаат да ги санираат како една нивна забелешка или проблем во работењето. Да, мислиме дека битно е Синема форумот да се негува и затоа гледаме Синедез да не биде само прикажување на филмови на различни места, туку нудиме плюс едукативна програма, мастер-класови, дискусии, на социјалните медиуми цело време сме отворени на прашања, на разговор со нашата публика, затоа што веруваме дека иако ни е 21-ви фестивал поред, веруваме дека секогаш може да расте повеќе и повеќе. И тоа можеме да го направиме само со слушање на нашата публика, што сака она да чуе, како сака да гледа филмскиот фестивал дека еволуира. И затоа сите овие пропратни делови освен филмот ги менуваме секоја година и гледаме да ги збогатиме. Така. Колку туристи го посетуваат во изминативе години? Знам дека беа и мои пријатели кои што се синофили или баш онака филмомани луѓе, често знаат да се календарски некако позиционираат во Скопје, како што велиш, признаени сме во Европа и во светот како една филмска платформа за Синедез. Годинава очекувате доста посетители? Веќе имаме доста, да речем, пораки, односно на социјалните медиуми цело време ни пишуваат како за сместување да се снајдат гости, затоа што има луѓе кои што ги посетуваат сите европски филмски фестивали. Секој нуди нешто различно. Па и оваа година очекуваме многу. Иако временските услови се такви, не знаме дали ќе врне или не, иако повеќето од проекциите се на отворено, секогаш имаме план Б. Така да оваа година сме толку спремни што не може да не спречи нешто и се отворени вратите и за странци и за македонци и посебно за младата публика, затоа што мене тоа ми е лична мисија. Знам и лична сатисфакција, бидејќи знаеш од каде доаѓаш и до каде си пристигнал. Меѓутоа, навистина ми е драго што изложбата најави или да речеме токму во фестивал на европски филм изложбата на плакати, освен костимите, кои што нели филмскиот плакат како визуелна гозба и информативна нарација е многу важен сегмент од Синедез. Само за крај, портите се отвараат денес во колку часот? Градски трговски центар и сите овие локации. Кровот на домот на армијата, кажавме, не знам дали го спомена Градскиот парк, можеби или не? Градскиот парк оваа година нема да биде. Значи Средноводна ќе биде, Младински културен центар ќе биде. Вратите се отвараат 9 часот денеска. Значи дека на сите локации, предак да не погрешам, се случуваат исти примери на, да речеме, Мими се случува примера во ГТЦ или се случува, да речеме, и на Водно, ако појдеш? Мими се случува само во ГТЦ денеска. Добро. И сите локации си имаат посебна програма. Значи се е различна. И таа програма е толку обилна што ако седиме да разговараме сигурно до 16 часот поручек ќе станеме тука. Затоа ги поканувам сите да дојдат на нашиот вебсайт, на нашите социјални медиуми, да отворат
Или на крај крајава само да поседат од локациите и да се изненадат. Супер. Билетите се по стандардна цена, значи 200 денари за све, Символично и уживање. така да мислам дека е пристапно за сите. 200 денари, повторно ќе потсетиме, добивате долгометражен, краткометражен филм и уживање со Cine Music, ако не се И лажам. музичката програма. И музичката програма. И не заборавајте, доколку појдете во Лондинскиот културен центар, ќе бидете одблиску, нели, сведоци на една убава креативна изложба од костими и постери кои што се дел од Cine Days. Пред да кажеме благодарам со Предраг и да упатиме секако уште еден апел за да си пристигнете на лице место на Cine Days, режија слободно може да го подготвите уште еднаш трейлерот за Мими, бидејќи ова е долго очекувана премиера. Да. Со Наталија зборевме за тоа дека и филмот бил снимен во екот на пандемијата, вели за точно еден месец или 29 работни дена, на крајот издишавме. Меѓутоа беше одлично искуство за на крајот да го доживееме секако официјално и нели премиерата на филмот и тоа пред ни помалку повеќе македонската публика. Мислам дека сите сме многу возбудени за тоа вечер. Предраг, што ќе се случи. уште еднаш благодарност, продолжете Фала со ви на вас. убавото темпо, се гледаме и за други настани, уживете со Мими, се слушаме секако и се гледаме на Cine Days. Што сакате не ми е јасно. И ветив дека ќе те пазам. Не сум детиште што избегала од дома и ќе дојде после 3 дена. Сите ние имаме барем една дрва. Која е твојата? Ајде бе, насмеј се малку. Еднаш ќе излезам како човек. Добро, окей. Мими, што ти е? Прекини! Не сакам да изгубам. И тебе. Изедов малце кјотек. Амалиев? Да не беше ќе се заковивме осе. Што ме гледаш? Си викаш како може оваа да е мајка? Стварно мислиш дека јас сум ти крива за се? Немаш поема. Колку беше лесно.